Ова утро сум во основното училиште Браќа Арамис Хамид, а поводот е хуманитарен. Всушност, 10-та година поред основното училиште организира хуманитарен базар насловен од нас за нас, а заедно со моите денешни соговорнички, професорки по англиски јазик и историја, ќе зборуваме токму за базарот, за подготовките, хуманоста, дали децата се емпатични, знаат ли да помогнат едни меѓу други, но и родителите колку се вклучуваат во овие базари. Велам добро утро за професорката Шена Симер по историја. Добро утро до вас. Добро утро и на вас и добро утро на вашите гледачи кои што следат вашата утринска програма. Добро дојдовте во општина Шуторизар и во нашето општинско училиште Браќа Арамис и Хамид. И добро утро велам за професорката по англиски јазик Елена Луловска, и од вас ќе слушнаме како течат подготовките, односно како се одвива овој базар. Добро утро и од мене. Пред се да се заблагодарам за вашата желба да дојдете да го видите овој наш новогодишен базар кој што е веќе 10-та година поред се случува и да го слушнете овој детски џагор што е позади наша врата во моментов. Да, затоа сме и во канцелариските простори да можат децата да уживаат додека ги изработуваат сите тие предмети, лампиони, храна, се што ќе има на базарот. Рековме дека е хуманитарен веќе 10-та година поред. Што се може да видат посетителите, кои што се родителите всушност и посетители на овој базар, и на кој начин може да бидат хумани? Значи, како и секоја година, вие што кажавте, нашиот новогодишен базар традиционално е хуманитарен. Значи, секој пат нашето училиште преди се учениците се трудат да разубават. Ете, денови на деца, на било кого, значи чисто да се почувствуваат посебно сакано и дека ете некој помислил на нив. Нашите деца се големи хуманитарци и заедно благодарност до училиштето кој што го организира сето ова секоја година и до училишниот парламент, заедно со Сдружени сили и наставниците, да не ги заборавиме, кои што најмногу помагаат во сето ова. Значи секоја година се трудиме максимумот да го извлечеме. Она што можеме да го видиме, но што јас можам да го заклучам како наставник е дека ние треба да учиме од децата, што значи хуманост, што значи емпатија и што значи соживот. Преди се, децата овдека се преполни со љубов и секојдневно ние добиваме таа љубов од децата, меѓутоа ова е највеселиот начин да го видиме, значи да видиме и да слушнеме колку се овие деца имаат љубов во себе. До каде оди нивната инспирација и креација, што она што тие го прават? Дали им давате некои насоки или веќе знаат што сакаат да изработуваат кога се новогодишните базари во прашање? Како и секоја година, пред се договарувам бидејќи во нашето училиште нели учат деца од прво до 9 оделение, поделени сме на оделенска настава и предметна настава, каде што оделенска настава, дека се помали деца изработуваат различни новогодишни украсни заедно со своите наставници, кои што во изминативе 2 недели во последниот месец од декември се подготвува. Имаат разновидни различни изработки, па имаат и направено од различни животински фигури, каде што имаат направено и овошни салати, имаат различни изработки кои што направија новогодишни, како например лампиони, например честитки, например исто така направија и од предметна настава, подготвуваа разновидни храни, каде што во моментот во живо може да видите самите дека нашите ученици од 9 од 8 оделение и од 7 ќе подготвуваат вафли, пуканки, палачинки кои што ќе ги продаваат во самиот момент. Исто така и во нашето училиште имаме група на ученици кои што ќе подготвуваат заедно со колешките чаеви кои што ќе ги продаваат топли, а исто така родителите се секако вклучени во целосниот овој процес, затоа што родителите на помалите ученици, на овие што се во предметна настава, изразија желба да подготвуваат домашна храна, како например разновидни благи работи, мајките да подготвуваат и децата да донесат и да ги продаваат, со цел нели како целосно базарот ни е хуман карактер, исто така и разновидни кифли, гиврици, сето тоа што представува храна што може секоја дете да купува на голем одмор. Бидејќи споменавме во најавата сте професорки и по англиски јазик и по историја, колку одвојувате од времето за да зборувате за другарството, за емпатијата, дека треба да бидат сплотени, особено кога на некој другарче треба да му се помогне во одредена ситуација. Како реагираат децата? Знаат ли што значи да се биде хуман? Професорке, вие рековте, од нив треба да учиме за пријателството, за хуманоста, но колку се сплотени во такви моменти? Значи, можам со гордост да кажам дека нашиот ученички парламент е најголемиот во државата, значи имаме 42 члена на ученичкиот парламент, јас сум координатор на истиот и децата
неверојатно се сплотуваат и се здружуваат кога треба да се помогне некому, особено кога треба да се помогне на другарче, па дури и на некој што не го познаваме. А затоа што овдека имаме, за жал, поголем број дечиња кои што се социјално загрузени и дечиња кои што немаат баш толку весело секојдневие, меѓутоа, верувајте, нашите состаноци, кои што ги организираме навистина, често децата самите тоа го барат и самите се иницијатори на повеќето хуманитарни акции. Соработуваме со Црвениот крст, со првата детска амбасада во Светот Меѓаши, тие ни се тука постојано, добиваме максимална поддршка од нив, меѓутоа да не ги заборавиме и невладините организации кои што се во општината и како ни помагаат. Бидејќи веќе сме на крајот на овој разговор, во духот на празниците, која е вашата порака, мотивацијски говор, ако сакате накратко да споделите нешто со нас, или можеби до родителите, да упатите апел некој? Шенос? Живи и здрави најважно од се, секој да биде здрав и жив. Оваа година која што помина, нека остане сето тоа што се случило секому лошо, нека остане во старата 2025, во новата 2026, да бидеме здрави и живи, поуспешни секој еден од нас, секој дете да има тоа што најмногу е потребно, љубов од секој родител да постои, грижа на семејството, грижа на секое дете и во секое семејство да владее мир, спокој, хармонија и љубов. Дај Боже, професорке, какви се вашите желби? Во предстојната 2026 година, посакувам преди се здравје на сите што се болни, да оздрават и посакувам секое дете да биде насмеано. Толку само сакам за сите деца, само да се насмеани, сретни, весели и барем во денот да има кој да ги гушне и да им каже дека вредат за тоа што се будат секој утре доаѓаат на училиште. Благодарам за ова интервју, за прекрасните честитки кои ги упативте и до родителите и до сите наши гледачи. Среќна нова година и на вас, да сте живи, здрави, среќни, берикетни сите желби на децата да им се остварат.